Здраво на сите! Ви снимам сега со телефонот, затоа што не ја носам камерата. Гледаш? Да ви кажам нешто. Си купив нов новчаник и пол ми е железни пари. Сега имаме малце работа. Треба, не знам кој видео со ред снимам, кај што ја земаме колата од сестра ми од сервис. Редно беше да го смениме мајсторот, така мислам. Денес ние работевме. Јас работев од 7 до 4, Филип работеше од 12 до 4. Не е фер, знам, но тоа што да се прави кога има најдено вредна жена. Така? Така. Ајде, мамо. Сега одам да извам пари. Треба да се плати. Имаме еден пакет, поточно не е наш, туку од мојот татко, треба тоа да го земиме. Сите се на одмор Македонија, само јас и Филип сме овде, па така да ги завршуваме сите работи од сите. Но тоа не е толку лошо. Не знам дали ви кажував, се бевме на една недела Македонија, затоа што еден мој браточек имаше свадба. Многу убаво се поминавме, искрено. Бевме само на 4 дена, но толку не беше убаво. Преубаво не беше. Знаете дека обожаваме свадби и не пропуштаме ниту една. Еве, стигнуваме. Ти слезеш ли да слезам? Ајде. Како е планот за денеска? Извинете на шишинава назад што ги гледате, знам дека е грдо. Планот за денеска е, значи, ја земаме колева, се враќаме дома. После тоа јас планирам да правам некое јадење, мислам тоа ќе биде макарони, затоа што немам никакво месо дома. И после тоа планирам да правам едни сладки. Колку јас во тоа ќе успем, не знам. Вчера правев едни бомбици со банана и со плазма, излегува многу супер, ама малце ги зафркнав, потоа му турив чоколада од озгора, вкусот некако не ми е баш. Правев едни мини пици, ќе ви оставам слика да видите како изгледа. И сега денес планирам да правам сладки. Ќе видиме дали јас сето тоа што го имам планирано ќе стигнам или сепак само ќе се легнам да спијам. Батерија нема меч, излезовме колата, сега си одиме. Стигнавме дома, ја донесовме колата, функционира се како што треба. Јас сега правам ручек вечера, поточно правам за Филип и јас јадам едно овошно јогуртче со вишни. Еве, може да видите. А тука варам макарони. Опс. Еве ги. Како изгледа добро. И еве го сосот. Ова е превкусно. Ова е вечерата од Филип. Да ви раскажам една случка. Поточно вчера вечер, тука кај нас многу грмеше, многу врнеше и мислам дека нешто се случи со интернетот. Интернет дома немаме. Јас денес се јавив и кажа дека имале некој проблем, поголем проблем и многу луѓе чекале на ред. Вие се јавувате, ги оставате своите
податоци, не знам како е во Македонија, и тие ви се јавуваат вас за да не чакате предолго на линија. Јас чекав и заминавме Оберкохен, заминавме да ја земаме колата. И тие ми се јави баш тогаш. И мораше да кажам дали има интернет, дали нема, а јас бев излезена и случајот мораше да го затвора. Тој нивниот агент предпоставуваше дека има проблем со цела линија или нашиот рутер е прегорен. И јас стварно не знам. Сега морам пак да звонам, затоа што без интернет навистина јас не знам како ќе функционирам. Видете, момам на што личи времево, какви црни облаци. Јас вистина не знам како да се чувствувам. Лето ли е, зима ли е? Седам и јадам од овие мини пици кои што ги праве вчера. Скрено да ви кажам, по втор пат звонев сега во Телеком. Може да ме гледате убаво до вас, но нема врска. Ја чекам во следните 2 сата треба да ми се јават. Не, толку многу ми се спија. Не можам да ви опишам. Утре сум пак прва смена. Имам некои документи за средување, документи за пасош, кои што ќе снимам посебно видео и ќе ви објаснам се што треба за германски пасош. Имам други документи што треба да ви завршам. Ми се пие Кока-Кола Zero. Mate. Исто така, треба да се пегувам униформата за утре. А се чувствувам како претепана. Така да, од сладките ништо, само тие што ги направив со банана и со плазма ги имам. Не знам дали некој друг така ужива во газиран сок. Јас сега легнувам. Ви благодарам на сите. Само да го одјавам барем нормално. Ви благодарам на сите што го гледавте овој влог. Се надевам ви се допадна. Доколку ви се допаѓаат вакви едноставни видеа, слободно пишете ми. Ќе се потрудам повеќе да снимам. Пишете ми во коментар. Доколку вие се соочувате со овакви проблеми секојдневни како моите. Ние се гледам во следното видео. Чао! Иначе, да ви се пофалам со моите замрзнати банана и плазма бомбици. Малце му се направи како столче од тоа што седат во пластикава. Единствена моја грешка што послушав по рецептот е тоа што му ставив темна чоколада горе и малце горчи, иначе се врв. Ова ќе го јадам.